Добро вечер. Денеска е 3 мај, меѓународен ден на слободата на медиумите, а тие пак во Македонија веќе со години наназад како да се заробени, односно практично се заробени. Во сите извештаи, меѓународни извештаи, кога е во прашање слободата на медиумите, Македонија е на последното место, односно речиси кон дното. Последниот извештај не смести во неслободните земји. Политичката криза во Македонија како да се влошува и покрај тоа што изјавата на американскиот амбасадор Джес Бејли денеска од Штип, кој што кажа дека очекуваме да ја помогнеме на Македонија во политичката криза, за што ќе ви информираме низ соопштение за следните чекори набргу, веројатно дава некаква надеж дека можеби деновиве зад нас, можеби не за празниците, но деновите зад нас, нешто се случува зад параванот без да знае јавност. Дали е тоа така, не можеме да потврдиме. ВМРО-ДПМН останува на ставот дека треба да се оди на избори на 5 јуни за да излезе Македонија од оваа криза. СДСМ вели дека условите за предвремените парламентарни избори не се исполнети и затоа нема да одат на избори. Добродојдовте во 24 анализа или во првиот телевизиски дуел на СДСМ со ВМРО-ДПМН во женска конкуренција. Две дами, урбани девојки, јас ќе кажам. Даниела Рангелова од ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Софија Куновска од СДСМ. Добро вечер. Од каде да почнеме, бидејќи ако прашам кој е виновникот за ова што се случува во Македонија, Куновска ќе каже ВМРО-ДПМН. Ако ја прашам Рангелова, таа ќе каже Социјалдемократскиот сојуз. Кој е виновник за ова што ни се случува? Најнапред благодарам за поканата. Сакам да кажам дека ми е исклучително задоволство што имам прилика да сум гостин во вашата телевизија, но исто така констатирам дека можеби вечерашниот дуел има за цел на некој начин да го подобри извештајот од Freedom House од вчера. Очигледно е дека со присуството на господја Рангелова се менува односот на ВМРО-ДПМН кон дебатата како поим. Веројатно нешто се сменило во меѓувреме, а што е тоа што се сменило останува да видиме. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН има потреба нешто да појасни, што е добро. Прашавте каква ќе биде позицијата за тоа кој е виновен за состојбите и какви би биле евентуалните наши одговори. Јас многу одамна веќе не го нудам одговорот на СДСМ за состојбите во Македонија. На Македонија и се случи извештајот на Прибе, на Македонија и се случи извештајот октомвриски на Европската комисија, на Македонија и се случи јунско-јулски пржински договор, кој што беше подпомагнат од страна на представниците на меѓународната заедница во нашата земја. Нашата позиција на дневна основа ја мерат релевантни институции, сакате во областа на слободата на медиуми, сакате во областа на финансиските текови, сакате по прашањето на политичката клима, меѓународната кризна група исто така излезе со свој став во каква криза се наоѓа Македонија, така да мислам дека е вишок СДСМ да ги дополнува овие извештаи кои што постојат за Македонија. Рангелова, благодарам уште еднаш што прифатите да бидете дел од 24 анализа, инаку не е Рангелова, веројатно единствената од ВМРО-ДПМН и претходни председателот на Собранието Велјановски не угости, не почести со негово присуство, претходно министерката за информатичко општество. Кој е виновникот за ова што се случува? Прво, јас сакам да ви кажам дека ми е задоволство што присуствувам на овој дуел и лично сакам да ви кажам дека не се согласувам со ставот на господјата Куновска дека нешто се сменило во ВМРО-ДПМН и дека моето присуство денес овде заради тоа што нешто се случува во ВМРО-ДПМН и дека ние треба да образложиме. Напротив, сакам да кажам за тоа и сведок и новинарот Мишко Ивановски, кој што во изминатиот период неколку пати контактиравме и бевме договорени дека треба да дојдам на дебата или на дуел, без разлика за кој представник од опозицијата се работи. Сакам јас да ве запрашам, бидејќи викате дека сме на дното, односно извештаите така говорат дека во однос на слободата на медиумите сме на дното. Дали вие чувствувате, еве јас како представник од ВМРО-ДПМН, некаков притисок и дали некој ви се јави од ВМРО-ДПМН во однос на тоа
какви прашања да поставувате, барем кога беа гости и председателот Рајко Велјановски и господјата Марта како министер за информатичко општество и јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, бидејќи мислам дека онаа теза која што се врти дека ВМРО ДПМНЕ не е за слободни медиуми, јас не се согласувам со тоа, бидејќи јас мислам дека крајно време е да ги разграничиме нештата и да не зборуваме веќе дали има опозицијски, проопозицијски или провладини медиуми. Се додека така ги делиме медиумите, ние ќе имаме проблем во медиумите. Јас, искрено да ви кажам, не знам вие како се декларирате, дали сте проопозицијски или провладени, знам дека сте национална телевизија. Вие што мислите, провладени сме? Јас немам перцепција, мислам дека сте национална телевизија. Јас медиумите не ги делам така, без разлика на кој начин, дали пристрасно или не пристрасно ги пренесуваат информациите, но имам едно позитивно искуство со вас, кога бев прогласена, кога подоцна ќе говорам за таа тема, кога бев прогласена за фантомски гласач, вашата телевизија ме удостои да присуствува на мојата теренска посета на така наречената моја фантомски дупликат. Така да мислам дека тие тези самите ги ствараме дека во Република Македонија и они извештаи произлегуваат од она што ние ќе пласираме на меѓународната заедница, дали има слободни медиуми. И мислам дека колку побрзо, не зборувам јас како представник на опозиција или господјата Куновска како представник на опозиција, ние мора да разграничиме дека повеќе не треба да ги делиме медиумите на провладени и проопозицијски. Кога ние тоа ќе го разграничиме, мислам дека сите бариери ќе се срушат, ќе ги нема во однос на тоа дали јас сега ќе дојдам, ја прв пат доаѓам на дуел во вашата телевизија, значи се допаѓа еволуцијата на ставовите на ВМРО да, и мислам дека според мене ништо не се случило, одлуката е лично моја да присуствувам. Напротив, сакам да има дебата и секогаш сум сакала, бидејќи сметам дека медиумите се седмата сила и дека се коректив на нашето работење. И дека ние колку повеќе ги слушаме новинарите и колку нивните критики, напротив, ќе не насочуваат во кој правец треба да се движиме. Да, тоа е добро, така требаше да се размислува веројатно и годините наназад, затоа и извештаите го говорат ова, извештаите не говорат од оно што се случувало изминатиот месец, туку тоа е таложено со години наназад. Апропо политичката криза, ја прашав Куновска кој е виновникот. Нормално она вели ВМРО ДПМНЕ. Јас нема да зборувам о ракавици. Според мене единствениот виновник за оваа вештачки наметната политичка криза е Зоран Заев и дел од раководството на СДСМ. Нема да зборувам за целата политичка партија, бидејќи сметам дека и во Социјалдемократскиот сојуз има членови, представници, сигурно, не знам, некои органи кои што не размислуваат исто како што размислува господинот Зоран Заев. Ќе ви образложам подоцна зошто се моите размислувања така. Нема да се согласите, претпоставам. Се разбира, јас не е прашање дали ќе се согласам или не со господја Рангелова, мислам не го сваќам ова како наш личен надпревар, туку просто не може човек да ги заобиколи ниту фактите, ниту бројките. И станува пародично, прилично, знаете како ВМРО не може да се согласи самиот со себе, дали се непријатели на оваа земја странските служби, жолтото комбе, дали се непријатели социјалдемократите, дали се соросоидите, дали се невладиниот сектор во целина, меѓутоа она кое што се разбира не може да го понесе како одговорност СДСМ е тоа дека во 10 години тоталитарна власт, во 10 години апсолутистички режим се искршија скоро сите закони, се скрши уставот во Република Македонија, не постојат ниту процедури, не постојат ниту закони кои што се до крај испочитувани. Имаме карикатура од институции, се создаваат пара институции кои што се опремуваат со партиски послушници, кои што сметаат дека нивното однесување е неограничено, а санкциите по тоа поведение изостануваат. Ви можете секојдневно низа примери да наведувате за тоа какви се состојбите. Сакате да дискутираме за неодамнешниот до пред некој ден председател на антикорупцијската, сакате да зборуваме за актуелниот јавен обвинител Марко Сврлевски, сакате да зборуваме за претходниот господинот Шврговски, да зборуваме,
сакате да зборуваме за низа нерасчистени приказни кои што не поразуваат како луѓе, не како политичари. Сакате да зборуваме за нерасчистената приказна која што верувам на еднаков начин, бидејќи сме мајки и двете, не допира и двете, а тоа е смртта на Мартин Нешковски. До ден денес лебди еден темен облак на таа приказна, лебди темен облак и на последната приказна за смртта на Коста Крпач, па медиумите кои што се условно речено слободни, како што сака да потенцира колешката, ете излегува уште што се вели телото не беше оладено со приказна како тоа и зошто се случило. Аболицијата на господинот председател е уште едно камче во тој мозаик, а само да завршам, над 600.000 луѓе иселени се факт. Од оваа земја над 180.000 луѓе кои што живеат со по 40 денари на ден се исто така факт, пред кој што навистина и боговите молчат. Рангелова, имаме карикатура од институции или? Мене, ако ме прашате во моментов, ја имам лична фрустрација дека имаме карикатура од специјално јавно обвинителство. А во однос на тоа дали имаме карикатура од институции и за она што бевме ние претходно најмногу критикувани од опозицијата е дека треба да се одвои државата од партијата. И верував дека можеби и СДСМ така веруваат во нивните идеологии, дека кога некогаш ќе дојдат на власт, ќе применуваат таа тактика. Тоа го верував се до оној момент кога не се формираше техничката влада за одржување на фери демократски парламентарни избори, од кога не видовме како партиципираат власт токму челниците, односно министрите од Социјалдемократскиот сојуз. И сакам да дадам еден еклатантен пример, односно како го водат Министерството за внатрешни работи, на кој начин беше предложен да биде и избран министер за внатрешни работи, нели наспроти тоа ги одвојуваме институциите, односно ги департизираме, а најмногу партизираниот човек, односно најодговорниот за партиската структура е генералниот секретар во партијата, токму генералниот секретар Оливер Спасовски беше назначен за министер за внатрешни работи, значи ништо од критиките од страна на СДСМ дека конечно треба да се департизираат институциите и во однос на тоа како се вршеше унапредување на службите внатре во Министерството за внатрешни работи, кај мене предизвика длабоко разочарување, бидејќи се беше спротивно од она што претходно го говореше опозицијата, односно сопругот на господјата Раменски беше унапреден за 4 позиции, не заради тоа што тој бил компетентен, не се сумнеа во неговите компетентности, но боде очи кога ќе слушнете дека е токму сопруг на господјата Раменски. И тука пак се враќаме назад дека нема одвојување, значи на државата од партијата. Некако СДСМ тоа го покажа дека природно партијата би ја врзале со практицирањето на власт. И кога тие некогаш би ја добиле власта, така би изгледало владењето на СДСМ. Партиски луѓе, инструирани на позиционирани на позиции и унапредување и вработување само на партиски војници. Ние слушнавме и од господинот Зоран Заев дека негова лична изјава дека кога СДСМ ќе дојде на власт, ќе ги избрка сите вработени од администрацијата, од министер па до хигиеничарка. И тоа е директен атак и претња врз јавната администрација и врз вработените во јавната администрација. Каков е тој притисок ти да живееш, да си вработен во јавна администрација и да знаеш дека доколку се промени власта, дека лидерот на најголемата опозициона партија ве предупредува дека ќе бидете избркани од работа. Ке ми дозволите. Ова што го донесов денес, верувајќи дека ќе зборувате за ова за кое што зборувавте, е извештајот на Европската комисија од 2007 година. Значи, тоа е еден од првите извештаи кои што се случуваат по доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН. На 10-та страница одвојив 2 реченици во кои што стои: големиот број на отпуштање на службени лица по промената на власта на владата во 2006 година ја демонстрира исполитизираноста на поставувањето на сите нивоа во јавната администрација, со што се наруши незиното добро функционирање во 2007 година. Значи, јас ви зборувам за
почетоците на воспоставувањето на режимот. Го спомнувате специјалното јавно обвинителство. Господја Рангелова, прочитав за вас неколку реченици, прочитав дека сте правник, не знаем што сте по професија, политиколог, пишува на Собранискиот сајт. Верувам дека сте уживале во студирањето и дека не сте од оние членови на ВМРО ДПМН кои што на разни начини дојдоа до дипломи, некои од нив купија дипломи. Верувам дека сте солиден студент кој што сте го поминале градивото. Знаете кога се прават специјални јавни обвинителства низ историјата вака, ако видите, прво правен систем како се воспоставува, уште од времето на Тукидид па до Хопс, било кој што има здрава политичка мисла, вели дека за да се ограничи однесувањето, поведението на секој единка во едно општество, се организира правен систем. Специјалното јавно обвинителство се јавува како резултат на комплетно руинирање, девастирање на македонските институции. Тоа специјално јавно обвинителство е средство како пара институциите да ги субституира некакво нормално враќање на правната држава. Тоа специјално јавно обвинителство беше дел од еден договор за кој што се согласивме и јас и вие, како представници на нашите политички опции. Господјата Катица Јанева беше избрана на задоволство на 4 лидери на партиите. Јас не можам да разберам како веднаш откако стартуваше со работа првите сомнежи кога ги отвори специјалното јавно обвинителство за делата за кои што ве молам сета македонска и поширока јавност беше сведок, некако што СДСМ 10 години ја води оваа битка објаснувајќи што се случува по институциите, туку презентирајќи тонски снимки кои што беа незаконски направени во Министерството за внатрешни работи како подлога, односно како доказ за низа нелегални активности кои што упатуваат на тоа дека од страна на власта се случија тешки кривични дела во овие изминати години. И сега не можам да разберам зошто е вашата пизма. Никој од нас не може да гледа нити на стаклена кугла, нити на графчиња, до каде се ќе оди специјалното јавно обвинителство, со какви се предмети нема да се занимава и кого се нема да тангира тоа специјално јавно обвинителство. Јас не сум загрижена за моето поведение. Заради тоа што немам никаков проблем со своето поведение. Не знам кој и од што се плаши за да има толку голема кампања против некои луѓе кои што решиле да се справат со нешто со кое што, пазете, сите се согласивме дека редовното обвинителство потврдило. Се плаши ли ВМРО да помане од специјалното јавно обвинителство? Воопшто. Ќе ви кажам зошто. Прво, сакам да се навратам на однос на тоа дека се случило нарушување на безбедносниот систем и биле прислушкувани определен број на граѓани. Сакам да прашам, бидејќи претеничката Софија Куновска е дел од опозиционата партија, зошто не беа пуштени некои снимки во кои што имаше лица вклучени од опозицијата? Ако ВМРО ДПМН прислушкувало, односно МВР по време на владење на ВМРО ДПМН, зошто нема ни еден телефонски разговор во кој што се вклучени лица од СДСМ, освен еден банален разговор помеѓу Зоран Заев и неговата ќерка во кој што сакаше да се глуми жртва. Знаете кога ќе поверував дека овие снимки имаат тенденција да бидат правични спрема сите граѓани, кога наместо, не навлегувам тоа, лепени, креирани или какви биле тие нелегално прислушкувани разговори, имаше такви во кои што ќе беа директно вклучени лица од опозицијата. И тогаш ќе бевме еднакви и ќе кажавме да, навистина има лица и кои што се од опозицијата во овие телефонски разговори и проблемот е навистина треба да се позанимаваме дали власта прислушкувала. Но се додека слушаме само телефонски разговори во кои што
учествуваат лица од позицијата, односно власта, не можам да се сложам со вас дека прислушкувало ВМРО ДПМН. Можевте да го докажете токму спротивното, ако беа аргументите на ваша страна и да пуштите неколку телефонски разговори во кои што да слушнеме како, например, Заев и Радмила Шекеринска договараат како да се однесуваат, односно како се договараат уште пред да се одржат претходните парламентарни избори, дека нема да ги признаат, значи исценирано сценарио дека нема да ги признаат парламентарните избори. Тоа не го знам од прислушкувани разговори, го знам од лица кои што биле присутни на вашата листа и од кои што подоцна дознале дека воедно претходно имало интерен договор помеѓу сите лидери од опозицијата, дека без разлика каков и да биде исходот, кој што најверојатно го знаеле исходот на тие парламентарни избори, дека изборите нема да бидат однапред признаени. И не сакам да се оддалечувам од темата, сакам да ви кажам дека специјалното јавно обвинителство, односно законот за формирање на специјалното јавно обвинителство за постапување на незаконски стекнатите прислушкувани разговори го гласав лично и јас. И согласно договорот помеѓу подпишан од 4 лидери на најголемите политички партии, но знам дека кога дадовме пас за работењето на специјалното јавно обвинителство и на специјалната јавна обвинителка, бевме уверени дека таа ќе постапува непристрасно и дека нема да користи, како што вие рековте, нели не сте задоволни од работата на обвинителството, сакавме да создадеме специјално јавно обвинителство кое што ќе биде еднакво за сите граѓани и нема да има никаква пристрасност. Од почеток, искрено да ви кажувам, верував дека ќе биде така. Бидејќи мојата теза е дека сите оние кои што се огрешиле пред законот треба да одговараат, за разлика од вас, вие сметате дека само ВМРО ДПМН треба да одговара, јас сметам дека сите што се огрешиле пред законот треба да одговараат. И така ќе мислев се додека не видов дека Катица Јанева беше таа која што сама поднесе иницијатива да биде ослободен Верушевски, кој што беше еден од најголемите виновници за овие нелегално стекнати прислушкувани разговори, каде што бивме информирани од она што беше лиферувано во медиумите дека има сведок кој што кажува на кој начин се одвивало тоа прислушкување. И ако се покрене постапка значи веќе во јавното обвинителство има постапка, не знам која беше интенцијата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева да го побара случајот подкуп, во кој што јавно се гледа како лидерот на најголемата опозициона партија бара подкуп. Да ве потсетам, има и видеоснимка, бидејќи вие нели сте секогаш на страната на правдата, па би ве замолила дали вие сметате дека е тоа криминално дело, еден човек да бара подкуп од типот на 1 евро за вицето, 1 евро за црквата. Јас навистина не знам, ова не е разговор кој што мислам дека долигува на две пратенички и сепак мислам дека треба да имаме предвид дека ние две, можеби тоа во ВМРО ДПМН никогаш не било јасно, но припаѓаме на една друга власт. Ние сме пратеници во Собрание на Република Македонија, господја Рангелова. Собранието на Република Македонија има задача да биде контролор на работата на владата, а не нејзин соучесник во кривичните дела кои што ги прави. Затоа мене ми е нејасно како тоа вие од мене барате одговори, кои разговори се пуштени, кои не се пуштени, кои ги има, кои ги нема. Тоа е прашање кое што треба да го расчистат институциите на системот. Јас, вие и уште 60.000 граѓани во оваа земја двоиме месечно по 1 денар за секој службеник во управата за безбедност и контраразузнавање, за први да земат 60.000 денари плата. Јас и вие сме должни да се запрашаме како е можно некој да го злоупотреби нашето основно човеково право на приватност и да не прислушкува. Мислам, не е веројатно дека сте заборавиле дека има еден од учесниците во прислушкувањето кој што по собствено признание
во спогодба со судот изјави дека точно е дека прислушкувањето е вршено во управата за безбедност и контраразузнавање. Вие сакате целата македонска јавност да ја прогласите за бурекизирана, кретенизирана, дека не фрла трунка внимание на тоа дека опремата за прислушкување е дробена, пресувана, па повторно дробена. Вие сакате да ви поверува некој дека опремата на вистина вредела 1 денар. Јас мислам дека на вистина ги подценуваме граѓаните и дека не е коректно. А колкаво е дното на правосудниот систем и воопшто на правната држава во македонското општество, покажува самиот факт дека јас и вие вечерва си дозволуваме да разговараме за тоа дали бил крив Зоран Заев, дали бил крива управата за безбедност или контраразузнавање. Во сериозна држава, судскиот систем и правосудните органи се нешто кое што не смеат пратенички да си дозволат да го коментираат. Тоа е независна власт која што се води од законите и од процедурите кои што се пропишани за таа намера. Знаете што е најеклатантен пример за непочитување на правната држава? Не знам дали се сеќавате, многу често поранешната министерка за внатрешни работи излегуваше со изјави кои што вообичаено ги започнуваше согласно уставот и законите во Република Македонија, па следеше тоа што треба да следи. Сега се подигна обвинение против поранешната министерка. Јас не тврдам дека жената е ниту виновна, ниту невина. Тоа не е моја работа. Меѓутоа не ја слушнав поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да излезе и да рече согласно законите и уставот на Република Македонија, јас ќе ја докажам мојата невиност пред органите во оваа држава. Туку господинот Ѓорге Иванов, кој што беше 7-8 години одгледуван, гоен за моментот кога ќе притреба, да посегне по непостоечкиот член 11 и да напише аболиција од која што останаа вџашени не само граѓаните на Република Македонија. Остана вџашен сиот нормален демократски свет. Аболицијата ја оставив за вториот дел, може ли може, јас кратко да повикам реклами, да повели бидејќи сака малку и за она што меѓународната кризна група денес сме веќе кај тоа, господја Куновска, дали двоиме по 1 денар од секој граѓанин за сите институции, сакам да ве потсетам дека вие и јас одвоивме 4,6 милиони евра токму од буџетот на Република Македонија за специјалното јавно обвинителство да може да функционира. Што значи, ВМРО ДПМН не се плашеше од специјалното јавно обвинителство. Воспротивно, нема да гласавме да се одобрат средства од буџетот за да може непречено нормално да функционира специјалното јавно обвинителство. Ама, знаете колку обструкции. Јас ќе ве молам да бидете парламентарна и да ми слушате, како што јас ве слушам. Друго, вие викате дека треба да го почитуваме собранието. Јас се радувам, господја Куневска, што конечно свативте дека треба да го почитувате законодавниот дом, бидејќи 1,5 година вие заборавивте дека сте пратеници во собранието на Република Македонија и ние бевме доведени во ситуација да работиме сами. Кои што и сами рековте дека без опозиција нема коректив на нашето работење и мислам дека вие тогаш требаше да ја сватите вашата улога како пратеници, како луѓе на кои што ви ја дале довербата определен број на граѓани и да си ја сватите вашата улога и да влезете во собранието на Република Македонија. И знам која ќе биде вашата теза дека не ги признавате парламентарните избори, бидејќи, не знам, биле криминални, но едно ќе ви кажам. На тие парламентарни избори, вие како опозиција, немавте поднесено ни еден приговор до избирачките изборни комисии и тие избори беа признаени од меѓународниот фактор. Значи, бидејќи вие го цените мислењето на меѓународниот фактор, требаше да сватите дека вашето место е во собранието на Република Македонија, бидејќи вие сте легитимно или нелегитимно избрана пратеничка. Јас се чувствувам легитимно избрана. А за вас не знам, бидејќи како што гледам, викате го почитувате специјалното јавно обвинителство, јас имам една доза на разочарување од специјалното јавно обвинителство, особено од специјалната јавна обвинителка што не удостои на оние пратеници кои што ја дадоа довербата, кои што го црпи легитимитетот од овој законодавен орган, односно од сите пратеници на Република Македонија, да не дојде да го
да реферира во однос на извештајот за незиното 6-месечно работење. Бевте малце контрадикторни, извинете вака што ќе ви кажам, викате ние не треба да се мешаме во работата на судот и треба да ги почитуваме правните институции. Сакам да ве прашам, непојавувањето на суд од страна на вашиот лидер е почитување или не почитување на правните институции? Не знам, јас мислам е не почитување, вие може поинаку размислувате. И викате дека ние не треба да зборуваме дали Зоран Заев зема подкуп или дали некој е криминалец или не. Еве, ние не сме тие што треба да говориме, но од друга страна па се ставате во улога на, не знам дали јавен обвинител или специјален јавен обвинител, да навлегувате во расправа за тоа дали, не знам, опремата за прислушкување чинала 1 денар или не. Јас не можам да ви одговорам, јас не сум вработена нити во Министерството за внатрешни работи, нити во управата не сум вработена во ниедна институција во МВР. Така да сакам да ви кажам дека нема ни да навлегувам во материјална расправа колку чинала. Затоа има институции кои што треба да ценат дали била денар или не била и дали била дотрајна или недотрајна, не можам да ви кажам. Вие можеби имате повеќе информации од мене, можеби вие сте во директен дослуг со специјалното јавно обвинителство, па затоа знаете, јас не знам. За кое собрание Извинете, сакам само да ви кажам. За собранието од кое што насилно беа исфрлени пратениците 2012 година. Господјо, извинете, јас не се доискажав да бидете... и демократски, не, ме послушајте прашавте. ме. За фер и демократски избори зборувате кои што 2015 година во извештајот исто така кој што ви го донеса велат дека недостатоците во врска со изборите претходно искажани од страна на ОПС и ОДХР беа рефлектирани во содржината на комуникациите кои што произлегува од незаконски прислушкуваните материјали, за нешто што е предмет и на итните реформски приоритети, и на извештајот на Прибе, и на извештајот од Европската комисија, и на Пржинскиот договор, на се согласивте. Јас не можам да верувам дека селективно им приоѓате на проблемите во зависност од потребата која што диктира мигот. Може ли кратко само, за да повикам реклами, да, се извинувам. затоа да. Друго сакам да ви одговорам. Вие викате, ми зборувате сега за некој парламентарен состав во кој нити јас, нити вие сте учествувале. И тука мислам дека сме нелегитимни, не знаеме какво биле. Ние сме биле тогаш надворешни наблюдувачи. Вие бевте активни како советници во... Да, сум била активна и можам да зборувам за Советот и за Општина Центар. Но, вие како пратеничка зборам во актуелниот мандат. Јас убаво прашам, ако толку го почитувавте собранието на Република Македонија, зошто веднаш не влеговте во собраниските редови? Зошто дозволивте, ако го почитувавте собранието и законодавниот дом, да постапувате вон институционално? Ама ова ви е меч со две острици. И сега друго сакам. Можевте да ги исфрлите, вие да распишете за тоа место. А зошто да ги исфрлиме? Ама зошто да ги исфрлиме? Ма имавте оставки, тие добиле, првиот ден ви ги поднесовме оставките, зашто не ги усвоивте? Јас не ги усвојувам оставките. Вие ги усвојувате? Вие? Не, сакам, послушајте ме. Вие молевте Бога да не ви се усвојат оставките. Сега ќе ви кажам зошто. Ама ние што си се молиме по дома, тоа си е наша работа, дали молиме Бога? Јас ќе ви кажам конкретно. Да молам без да се надвикуваме. Ако вие не сакавте да земате личен доход, односно плата од собранието на Република Македонија, зошто ги доставивте вашите трансакцијски сметки, а нели сакавте да поднесете оставка? И зошто дозволивте година и пол да бидете на товар на државата, да зимате плата, а да не доаѓате во собранието? Или можеби најмалце од собранието на Република Македонија прво вработување за да ја останам на милоста и немилоста на Трајко Велјановски. Тоа е пракса во ВМРО ДПМН, од улица да ве собираат и да ве прават пратеници. Ние сме луѓе кои што имаме претходни работи. Ако не ми ја блокираше Трајко Велјановски позицијата во собранието, јас ке се вратев на работа во мојот матичен театар. Сега вака, јас морам јас да вака, зачувајте ги затоа што морам да повикам реклами, па ќе се вратиме назад. Кој кого собира од улица, секој најдобро си знае. Така е. Ќе го оставиме тоа за вториот дел. Кој кого собира од улица, реклами, па се враќаме назад. Дојдовте назад со 24 анализа, во финалето влегуваме, имаме многу малку време за крај, стигнавме до таму кој кого собира од улица. Јас ќе одам со она што е извештај на меѓународната кризна група денеска, дека политичката криза во Македонија се влошува.
не сместија во практично во ранг со држави како Сирија. Во Сирија знаеме што се случува. И ова е навистина она грдата слика кога е во прашање Македонија и ние можеме до утре вие како две дами да се препакувате на политичка основа, меѓутоа тоа во основа за оние неутралните или луѓето кои што сакаат мирна и безбедна Македонија не значи ништо. Сакате јас да ви одговорам? Па можете вие да ми одговорите, да. Така. За жал, тоа е Видите реалноста. дека решението се избори на 5 јуни, но очигледно е, се поочигледно е дека тешко дека ќе се случат избори. Расчистиме дилемата. Не се тие ВМРО ДПМН што бараат избори. Граѓаните бараат избори. Граѓаните во моментот се чувствуваат како заложници во сопствената држава. Да, но има Значи, и услови за да се одржат тие избори. Да, разбирам. И тие услови и критериуми ги пропишавме согласно Пржинскиот договор. И мислам дека ВМРО ДПМН како политичка партија секогаш ги ставала интересите на државата наспроти сопствените интереси. Тоа го докажа и подпишувањето на Пржинскиот договор во кој што владата, односно ВМРО ДПМН направи многу отстапки. Една беше од поднесувањето на оставка на претседателот на владата, претседател на партијата на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски. Значи 100 дена пред избори да поднесе оставка. Исто така беше формирана државна изборна комисија, нова државна изборна комисија, во која што мора да напоменеме и да ги информираме граѓаните дека само 20 членови од вкупно 9 се од редовите на ВМРО ДПМН. Значи, државната изборна комисија има формирана за пред се да спроведе фери демократски избори, а и секако задолжена за прочистување на избирачкиот список. Друг критериум беше формирање на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е формирано и се надевам дека ќе биде непристрасно и во постапувањето понатаму. Беа исполнети прилично, значи во целост, еве да кажеме, критериумите за исполнување на фери демократски избори. Бегате од клучниот момент, бегате од медиумските реформи, затоа сме таму каде што сме со медиумите, Добро, покрај тоа сакам што да ви вие не кажам се нешто. Добро, согласувате. И од делот каде што исто така е клучен за изборите, одвојување на партијата од државата. Добро. За избирачкиот список Чичаковски претседателот не се потпиша. Имавме изјава, односно став од експертите кои што велат дека нема услови за избори. Така што ние де факто имаме се спроведено, меѓутоа сакам да ви кажам. Јас затоа сакам и вас да ве прашам како пратеник во Собранието на Република Македонија. Мене не. Не вас. Како пратеник. Не, јас како пратеник сакам вас да ве прашам, дали вие еве како новинар чувствувате некаков притисок од власта, бидејќи мене сепак ми е важно мислењето и на новинарите. Господи Рангелова, не можеме да замижеме на оно што се случува со годините разбирам, на но сакам да ја знам реалната слика. Еве вие викате, вие не јас сакам. гледате реалната слика? Сакате јас да ви кажам колку медиуми се затворени? Јас доаѓам во медиуми кои што не се затворени, кои што работат согласно закони и прописи, така? Имате некаков притисок вие како медиум? Сакам да знам. Не, ама ова е новина во последнава, еве да речеме, година. Претходно. Се сеќавате кога некој представник на ВМРО Исто, друго што сакам да ви кажам, донесен е закон за медиуми во кој што строго е регулирано дека за време на избори има балансирано пренесување дали се на реклами или информации од двете политички партии. Не викам дека секогаш не е добро да се унапредат законите. Не, ние никогаш не сме били во неслободни земји, да ви кажам, карактеризирани. дека ВМРО ДПМН ќе биде секогаш за фери демократски избори кои што ќе бидат признаени од меѓународниот фактор. Бидејќи ВМРО ДПМН, пак ќе ви потенцирам, секогаш ги става интересите на државата пред сопствените интереси. Бидејќи во изминатиот период докажавме дека ние се движиме по патеката за влез во Европската унија. Се чини дека се понеизвестно дека ќе има избори на 5 јуни. Јас не знам вие како го чувствувате, дали е известно или неизвестно. Јас во моментот ја почитувам како пратеник, секако и се надевам и пратеничката Софија Куновска, одлуката која што беше донесена во Собранието на Република Македонија, бидејќи ние на седница, на 87-та седница, на 18.1.2016 година. Се распуштивте. Да, донесовме одлука за распуштање на парламентот на 24 февруари 2016 година. Не, интерно меѓу нас, може да посведочи ако е
би сакала господјата Куновска, дека и пратениците од СДСМ викаат дајте да нема избори на 24 април, да се спроведат сите реформи, да се исполнат сите критериуми, да се одржат конечно избори на 5 јуни. Мене ме загрижува прашањето. До кога? До кога? Не се исполнат условите. Да зборуваме за избирачкиот список. Викаме не е прочистен, но во изминатиот период СДСМ зборуваше, замислете за фрапантна бројка од 500.000, не знам, измислени гласачи. И за зборуваше за 70. Извинете, СДСМ. Но кога веќе почнуваат да зборуваат за фантомски гласачи и кога јас со мојот личен пример можам да ви кажам, бев ставена во редот на фантомски гласач, од кој што и пратеничката Софија Куновска ми напиша статус еден на социјалните мрежи, како сега лепотице ние ќе дебатираме кога си ти фантомски гласач. Еве кажете го вашето искуство, сакам да ви кажам. Дали имаше неспорно е дека постоеше и друга Даниела Рангелова, исто како што избегнувате да ги споменете, исто како што избегнувате да ги споменете човечињата кои што зарака доаѓа и гласаа во центар. Бидејќи немам време. Не. Едно да ви кажам, значи затоа треба да се прочисти избирачкиот список и сите дилеми да се уште е отворен избирачкиот список и се уште може да се поднесуваат Повели Куновска. Вака, да се дискутира за избори на 5 јуни, на 24 април, било кога, со извештај добиен од Freedom House завчера, и денес господја Рангелова да објаснува дека ето она доаѓа во слободни медиуми, се разбира, не може да гостува во затворени медиуми, во отворени гостува, е повеќе од аутизам и не сакање да се согледа вистинската ситуација. ВМРО ДПМН, односно Никола Груевски, има еден подолг период во кој што во изборите гледа некаков ритуал на миење на себе си и на ВМРО ДПМН со света водичка. Тој вели вака, не постојат институции, не постои правна држава, не постојат обвинителства, народот е тој кој што ќе искочил на изборите и ќе кажал кој ќе владае. Народот може да излезе и да ја цени политичката понуда на една или на друга политичка опција. Народот не може да излезе и да го амнестира Никола Груевски за криминалот тежок 5 милиарди евра според информациите на Светска банка. Значи вака, во Македонија ниту постоеле, ниту постојат услови за фери демократски избори и избори на 5 јуни нема да се случат. Благодарам. Директна закана на фер и демократските избори се аболицијата на господинот Иванов, кој што сака да ги амнестира од криминал 10 луѓе за кои што се жртвува и оваа држава од страна на ВМРО ДПМН, и собранието и сите институции, но СДСМ јасно порачува дека во оваа земја граѓаните мора да бидат сигурни дека под заканата на условите на Рајстагот, на ВМРО ДПМН, со вакви медиуми, со непрочистен избирачки список и со аболиција на Иванов, избори во оваа држава нема да има. Благодарам што бевте гости. Немам воопшто време. Благодарам што бевте гости во 24 анализа, ќе морам да ја повикам. Толку слободата на медиумите. Толку слободата на медиуми. Да, ако бевте точни ќе ги имавте 5 минути, бидејќи задостивте ги немаме тие 5 минути, ама ќе ве повикам пак воедно нека биде ова покана еве и за лидерите на ВМРО ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Така не е страшно за соочување на двете најголеми партии. Ние постојано ги бараме тие соочувања. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Следува дневникот во 22.